Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со проучувањето на Евангелието според Марко. Досега проучивме само дел од првата глава, но целта не ни е да брзаме. Целта е да поставиме добра и цврста основа за проучувањето на ова Евангелие, бидејќи досега многу пати било недоволно и несоодветно разбрано и толкувано. Еве зашто зборувавме досега. Јован Крстителот е оној кој го представил слугата, а Бог таткото го идентификувал. Бил проверен преку искушенијата, а како што ќе видиме во остатокот од оваа глава, неговите зборови и дела го потврдуваат неговиот идентитет. Во Марко не е запишано Исусовото родословие, туку неговите постапки и достигнувања. Евангелието било првично наменето за римјаните. Тие биле луѓе од акција, народ кој владеел со светот. Првото Евангелие, според Матеј, било упатено кон религиозните луѓе. Ова е упатено кон силните луѓе. Евангелието според Лука било упатено кон мислителите, а Евангелието според Јован било напишено кон грешните луѓе, оние на кои им е потребно спасение. Повикувањето на учениците. Господ Исус веќе ја започнал неговата служба во Галилеја. По 16 до 20 стих читаме: И одејки покрај Галилејското море, Исус го виде Симон и брат му Андреј како фрлаат мрежа во морето, зашто беа рибари. Исус им рече: Врвете по мене, и јас ќе ве направам ловци на луѓе. И тие веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Па, штом одмина малку, го виде Јаков Зеведеев и брат му Јован, исто така во кораб како ги крпат мрежите своји. Веднаш ги повика и нив. И тие, оставајќи го татка си Зеведеј во коработ со наемниците, тргнаа по него. Патем, ова не е прв пат тој да ги повика учениците. Ако го читате Евангелието според Јован, ќе дознаете дека Исус отишел во Ерусалим и тогаш за прв пат ги запознал учениците. Тоа на некој начин бил нивниот прв повик, но бил неформален. Тие биле љубопитни и го прашале: Каде престојуваш? Јован Крстител ги упатил своите ученици кон Господ Исус и некои од нив почнале да го следат, но не останале со него. Можеби тоа е така, бидејќи тој не го побарал тоа од нив. Но сега, кога ја започнува неговата служба, читаме дека тие се вратиле на рибарскиот занает. Господ Исус шета покрај морето и ги повикува да бидат негови ученици, да ловат луѓе. Има и уште еден, последен повик за кој ги зборуваме во ова Евангелие. Станува збор за повикот кон апостолство. Тој повик е запишен и во Матеј глава 10 и во Лука глава 6. Има три повици кои Христос ги упатил кон учениците. Ке се сетите дека еднаш, кога тие се вратиле на рибарење, Петар му рекол на Господ: Тргни се од мене, Господе, јас сум грешен човек. Со други зборови, тоа што Петар го велие: Зошто не најдеш некој друг? Остави ме, јас те изневерив, грешен човек сум. Но Господ не се откаже од Петар и треба да бидеме благодарни за тоа. Во овие стихови читаме за вториот повик кој Господ им го дава на идните апостоли. Во текстот пишува дека ги оставиле своите мрежи, тргнале да го следат и веќе не се вратиле назад. Но забележете го стих 21. Во синагогата во Капернаум. И дојдоа во Капернаум, и веднаш во саботата тој влезе во синагогата и поучуваше. Во овој дел од главата Марко опишува просечен ден од службата на Господ Исус. Станува збор за саботен ден полн со активности. Религиозните водачи го прашувале Господ Исус зошто прави чуда во саботниот ден, наместо да одмара. А неговиот одговор бил многу јасен. Мојот отец досега работи и јас работам. Исус нема 8-часовно работно време. Или како што вели Псалм 121:4, не дреме и не спие оној кој го пази Израел. Еве како ја започнува својата служба во Капернаум. Стих 21. И дојдоа во Капернаум, и веднаш во саботата тој влезе во синагогата и поучуваше. Во овие стихови Марко опишува саботно утро во кое Господ Исус влегува во синагогата и поучува. Капернаум не бил религиозен центар на евреите во тоа време. Според тоа како јас ги разбирам Евангелијата, мислам дека кога Исус отишел во Назарет и неговите луѓе не го примиле, тој се упатил кон Капернаум и на некој начин оттогаш
па се до крајот на неговиот живот на земјата. Тој град станал центарот на неговата служба. Забележете што пишува во стих 22. И се чудеа на неговата наука, зашто тој ги учеше како оној што има власт, а не како книжниците. Во овој стих читаме за силата на вистината наспроти човековите мудрувања и нивниот ефект. Мојата критика кон црквата денес и кон службите кои се извршуваат во неа е тоа што не проповедаме со авторитет, а причината за тоа е што ја изгубивме нашата вера. Кога велам ние, не мислам само на поединци, туку генерално на црквата. Службата на проповедање не секогаш е насочена кон поучување на Божиот збор. Денес постои значителна разлика и неповрзаност помеѓу тоа што се зборува на проповедалницата и тоа што е запишано во Божиот збор. Социолозите зборуваат за генерацијски јазови, но треба да се зборува и за библискиот јаз. Во времето, кога Господ Исус бил на оваа земја, луѓето не можеле да најдат во синагогата нешто корисно за нивната вера. Како резултат на тоа, кога Господ Исус дошол и проповедал, имало голема разлика во ефектот на неговите зборови. Луѓето биле зачудени од неговите поуки. Исус исцелува лепрозен. Стих 23. Имаше во синагогата нивна човек со нечист дух и извика говорејќи: Што имаш ти со нас, Исусе од Назарет? Си дошол ли да не погубиш? Те знам кој си ти, светец Божие. Ова е првото чудо кое му е припишано на Господ Исус во Евангелието според Марко. Станува збор за чудо кое се одвива во духовната реалност од животот. Само Бог ја има контролата во оваа област од нашето постоење. Во овие стихови читаме за манифестација на демонизам. Демонизмот постоел во Римската империја и постојат голем број докази дека како појава бил особено присутен во времето кога Господ Исус бил на земјата. Единствениот начин на кој луѓето можеле да се соочат со оваа појава е преку силата на Господ Исус. Само тој можел да действува во оваа област и токму тоа е причината поради која Марко го запишува ова како првото чудо кое Исус го направил. Само Бог има сила да изгонува демони и само тој може да му помогне на овој човек. Тој има авторитет и има моќ. Видовме дека поучува како некој кој има авторитет, а во овие стихови покажува дека има моќ. Нема потреба, мислам, да давам долги објаснувања, бидејќи сметам дека сте свесни што се случува во денешната современа култура. Славењето на сатаната стана широко распространето, а и во секојдневието се случуваат многу нешта кои се поврзани со окултизмот. Единствениот начин на кој можеме да ги објасниме овие и слични случувања е ако ги поврземе со сатаната и надприродното. Не може на друг начин да се објасни тоа што голем број млади луѓе ги напуштаат своите домови, каде што се сакани од своите родители, и се одлучуваат да живеат според пропагандата која им ја нуди општеството. Моментално, младите луѓе се наоѓаат во состојба на самосожалување. Ако разговарате со нив, ќе го сватите тоа. Јас работам многу често со млади луѓе и постојано гледам едно нешто кај нив. Самосожалување. Се самосожалуваат затоа што немаат слобода или го немаат тоа што го посакуваат. Ниту една генерација на млади луѓе досега ги немала предностите кои ги има оваа генерација, а сепак се жалат. Кога бев дете, не ми дозволуваа да имам таков став. Татко ми ме заклучуваше во шупа секогаш кога ќе се пожалев. Се сеќавам дека како дете требаше да берам памук. Не сакам да се жалам, но навистина беше тешко. Сепак, не се осудував да се само сожалувам, бидејќи тоа ми беше работа. Воопшто не сакав да го правам тоа. И мислам дека за мене тоа беше најлошата работа која кога било сум ја работел. Не ми се допаѓаше, но морав да ја работам. Денешните млади луѓе имаат се, а сепак се само сожалуваат. Не само тоа, туку и пробуваат се, а сепак ништо не ги исполнува. Проблемот во сето ова е тоа што обожавањето на сатаната станува се повеќе распространето, а младите се вклучуваат и во тој окултизам. Најверојатно, тоа е причината заради која младите луѓе, кои потекнуваат од добри домови, можат да се придружат на група врсници кои прават проблеми и криминал. Тоа е сатанистичкото влијание. Мислам дека ако ово однесување продолжи, со своји очи ќе видиме луѓе кои се обседнати од демони, слично на тоа што го виделе Господ Исус и апостолите. Единствениот начин на кој можеме да се соочиме со овие појави
е преку името на Господ Исус Христос. Само тој може да ги контролира овие зли духови. И токму затоа читаме во првото чудо, запишано во Евангелието според Марко. Демоните му рекле на Исус: "Што имаме ние со тебе, Исусе од Назарет? Си дошол ли да не погубиш? Те знам кој си ти, светец Божие." Но Исус му заповеда, велејки: "Молкни и излези од него." Тогаш го стресе нечистиот дух, па извика со силен глас и излезе од него. И сите се стресоа од ужас, така што еден со друг се прашуваа и велеа: "Што е ова? Ново учење со власт." Тој и на нечистите духови им заповеда и тие му се покоруваат. Забележете дека Господ Исус се воспоставува како авторитет во две области. Прво, зборува и поучува со авторитет, а потоа прави чуда кои другите луѓе не можат да ги разберат. Тој поседува авторитет кој на другите им бил очигледен, но не можеле целосно да го разберат. Авторитет во две важни области. Во стих 28 пишува: "И одеднаш се разнесе глас за него по целиот галилејски крај." Овде станува збор за областа околу Галилејското море. Исус ја исцелува тештата на Петар и други луѓе. Понатаму е запишен уште еден настан, кој најверојатно се случил попладне истиот ден. Штом излега од синагогата, дојдоа со Јаков и Јован во куќата на Симон и Андреј, а тештата на Симон лежеше од треска и веднаш му јавија за неа. Во овие стихови ни е запишано чудото при кое Господ Исус ја исцелува тештата на Петар. Стих 31. Тој пристапи, ја фати за рака и ја подигна, и треската веднаш ја остави, и таа стана и ги служеше. Марко продолжува и дава извештај за други чуда кои се случиле истиот ден. Стих 32 започнува со: "А приквечер", што значи дека станува збор за истиот ден, ама малку подоцна. А приквечер, кога заоѓаше сонцето, кај него донесуваа секакви болни и бесомачни. Марко го прави истото што и Матеј. Запишува само дел од Исусовите чуда, но и го истакнува фактот дека Исус исцелил многумина, иако не сите чуда се запишани. Пишува: "Кај него донесуваа секакви болни и бесомачни." И целиот град се беше собрал пред портата и излекува мнозина што страдаа од разни болести. Истера многу демони и не им дозволуваше на демоните да зборуваат, зашто го знаеа. Интересното е тоа што демоните го препознавале Господ Исус. Во друг дел од Светото писмо ни е кажано дека тие веруваат во него, но не се спасени. Со овие стихови завршува Исусовиот ден. И како што можевме да видиме, тој бил многу зафатен. Исус Христос се моли и проповеда во Галилеја. Во стих 35 пишува: "А наутро, додека уште беше темно, стана." Може би ќе помислите дека после толку зафатен саботен ден Исус ќе спие утрото, но тоа не се случило. Денес многу проповедници го земаат понеделник за слободен ден, бидејќи сакаат да одморат откако имале зафатен неделен ден. Но тоа не бил случајот со Господ Исус. А утредента, во темни зори стана, излезе и отиде на пусто место и таму се молеше. А Симон и оние што беа со него тргнаа да го бараат. Па кога го најдоа, му рекоа: "Сите те бараат." А тој им рече: "Да појдеме до блиските села и градови и таму да проповедам, зашто затоа сум дошол." И проповедеше во нивните синагоги. Ова е почетокот на Евангелието. Преку поуките Господ Исус ги подготвува за спасение, односно за неговата смрт и воскресение. Спасението не можете да го најдете во неговите поуки, туку само преку тоа што тој го направи на крстот. Потоа, читаме дека тој имал за цел да поучува во синагогите во таа област. И проповедаше во нивните синагоги. Добро е да се забележи дека во тоа време имало силна манифестација на демонска сила. Всушност, постојат 3 такви периоди кога тоа се случувало. За времето на Мојсей, за времето на Илија и за времето на службата на Господ Исус на земјата. Сега, доаѓаме до последното чудо запишано во оваа глава. Повторно, станува збор за тешки болести од кои боледувале луѓето. Овој пат станува збор за лепрозен човек. Како што е запишано во книгата Левитска, лепрата не била неизлечива болест, но сепак станувала збор за болест која можела да биде смртоносна. Исус го исцелува лепрозниот.
И дојде кај него еден лепрозен, па молејки го падна пред него и му рече: ако сакаш, можеш да ме очистиш. Смилувајки се, Исус протегна рака, се допре до него и му рече: сакам, очисти се. Господ Исус го допрел овој човек. Со оглед на тоа што во тоа време допирањето лепрозни луѓе било забрането, овој човек не бил допран од никого со години. Сушност, и самиот тој не смел да допре никого. Предпоставувам дека неговото семејство му носело храна и вода и ги оставале на одредена далечина, а откако ќе се повлечеле, тој би излегол надвор да го земе тоа што му е донесено. Може би можел да ги поздрави оддалеку, но не и да им се приближи и да ги прегрне. Но Господ Исус го допира овој човек и го исцелува. Му рече: сакам, биди чист. Стих 42. И штом го рече тоа, се изгуби лепрата од него и тој стана чист. Откако му заповеда, го отпушти и му рече: гледај никому ништо да не кажуваш, но оди, покажи му се на свештеникот и принеси дар за очистување, како што заповедал Мојсей, ним за сведоштво. Очистувањето на лепрозните требало да се прави согласно Мојсеевиот закон. Господ Исус никогаш не го прекршил Мојсеевиот закон. Затоа, во стих 44 пишува: гледај никому ништо да не кажуваш, но оди, покажи му се на свештеникот и принеси дар за очистување, како што заповедал Мојсей, ним за сведоштво. А овој човек, наместо да молчи, отишол и им кажал на сите кои ги сретнал. Тоа е многу јасно. Ако сакаш нешто да се дознае, треба да им кажеш на другите. Во денешни услови тоа покрај другото може да се направи преку печатени материјали или преку објави на интернет. Кога нешто споделуваме со другите, тоа е исто како да запалиме оган кој се шири. Ако сакате луѓето да ве слушнат кога зборувате за тоа што Господ го направил во вашиот живот, ќе морате да запалите оган кој ќе се шири. Пред многу години водев богослужба во првата баптистичка црква во Прескот, Аризона. Тоа неделно утро, зборувајќи на символичен начин, пред заедницата реков: ако сакате оваа црковна зграда да се наполни со луѓе, ќе треба да го запалите ова место. На вечерната богослужба, додека проповедав, еден човек стана и излезе надвор на местото каде се одржуваат часови по веронаука за деца. Потоа влезе во просторијата каде што бевме собрани, ме прекина во зборувањето и рече: пријатели, црковната зграда гори, и ги повика луѓето да излезат надвор. Луѓето излегоа еден по еден, и додека тоа траеше ги слушнавме сирените од локалната противпожарна единица. Таа вечер имавме многу голема публика собрана околу црковната зграда. За настанот пишуваше на насловната страна во локалните весници во понеделник наутро. Пишуваше дека првата баптистичка црква изгорела, но луѓето се уште одржувале богослужба. Поради сето тоа многу народ слушна за црквата. Од тогаш наваму, на секој проповедник во секоја црква му велам дека ако сака да му се наполни црквата, ќе мора да го запалат местото. Овој човек, за жал, ме свати буквално и направи голема штета. Пред многу години проповедав во една црква во Тексас. Често се случуваше да одам да проповедам во таа црква, откако претходно ќе завршев со проповедање во нашата локална црква. Една вечер бев таму како гостин и пред да заврши со проповедање, проповедникот, кој беше многу добар човек, зборуваше за овој текст и рече: Господ му каже на лепрозниот да не каже на никој, а тој кажал на сите. Потоа продолжи: Господ нам ни вели да им кажеме на сите, а ние не кажуваме на никој. Тоа беше многу добра поента. Мислам дека непослушноста на овој човек е многу подобра отколку нашата непослушност денес. Кажано ни е да им кажеме на сите за тоа што Господ го направи за нас, а ние не кажуваме никому. Со тоа стигнавме до заклучокот на оваа глава. Нашиот Господ бил навистина зафатен додека живеел и служел на земјата. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@
gmail.com. Следете ги нашите страни низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.